Сајбер криминалците се пософистицирани во начините како да дојдат до податоците и парите на граѓаните. Народната банка со известување ги информира граѓаните да бидат внимателни поради зачестена појава на лажни профили, апликации и лица кои електронски или преку телефонско јавување се представуваат како дел од реномирани компании кои нудат некако вид помош, посредување, па дури и парични награди. Еве го соопштенијето и известувањето од Народната банка, доколку добиете телефонски повик, велат или порака, во кој се сомневате, се разбира дека е лажно, да пријавите во Народната банка преку официјалната имејл адреса, која што ја гледате испишана на вашиот екран. Ние наредниве минути во Македонија наутро бараме совет од експертот за сајбер безбедност Божидар Спировски, како да се одбраниме од се помудрите сајбер криминалци кои што смислуваат се поинвентивни начини како да дојдат до нашите податоци и пари. Божидар, добро утро. Добро утро. Минатата недела имавме ситуација со Фондот за здравствено осигурување. Од тогаш па до денеска уште бројни и различни телефонски повици по различни основи кај граѓаните, преку кои сајбер криминалците се трудат да дојдат и до податоците и до парите. Колку се сериозни последниве случувања? Можам да кажам дека оваа нова ескалација не е за игнорирање и го поздравувам моментот што покрај Народната банка и комерцијалните банки објавија неколку вакви предупредувања. За жал мислам дека не беа доволно јасни, доволно опишани како закана за граѓаните, па ајде да и го искористиме моментов да ја опишеме како изгледа овој обид за измама за граѓаните. Се работи за овој пат за серија на телефонски повици. Ви се јавуваат на вашите броеви, на броевите на граѓаните, или преку Вибер, или буквално како телефонски повик. Или од македонски броеви има примери, од македонски броеви има примери, од странски броеви, независно. Сценариото по кое одат измамниците е дека ќе се представат како да се вработени во некоја реномирана институција. Тоа е најчестото сценарио и тоа може да биде некоја банка, може да биде Народна банка, може да биде УЈП, Фонд за здравствено осигурување, ПИОМ е очигледна мета, било која институција која манипулира на некаков начин со пари на граѓаните или од кој граѓаните нешто да очекуваат. И му кажуваат измамниците на граѓанинот дека има право на поврат на некакви пари или дека некакви пари ќе добие. Кај банките тоа може да биде имате старо штедење, некое заборавено, ќе вие затвориме сметката. Ако се јавуваат од назови, од странска институција финансиска, ќе ви кажат имате криптовалута во која сте инвестирале, некој спиел па инвестирал, ако верувате, во 2017 и сега таа вреди милиони или милиарди, ама ќе вие затвориме сметката. Ако се јавуваат од Народна банка, пак некои пари ќе ве чекаат. Ако се јавуваат од Фонд за здравствено осигурување, имате поврат на средства, како и да е, некакви пари ви ветуваат. И бараат документи. Прво ви ги бараат документите, следниот чекор, ако некој се фати на мамецот, ќе побараат да се уплати некаква тарифа за некакво посредување, за некаква трансакција. Всушност целта е да ви ги украдат документите, сликите на вашите лични документи и ако можат да ви украдат пари. Божидар, од каде им се личните податоци? Тука се граѓаните збунети. Дел од нив сведочат кога ги добиваат овие телефонски повици, од другата страна имаат многу професионален пристап. Име, презиме, па дури и звање, работна позиција и така натаму, а граѓаните знаат дека и најмногу овие лични податоци ги споделуваат па и со банките. Како се доаѓа до овие податоци? Каде треба граѓаните да го вперат прстот? За жал, многу лесно се доаѓа до овие податоци. Јас неколку години веќе разговараме на слични теми. Секој пат кажувам дека од некого, ако некој смета дека неговите лични податоци не се многу вредни затоа што тој не е многу вреден, да ги потсетам сите, криминалците не сакаат да украдат $1 милион од еден човек, бидејќи тоа ќе ја прати целата полиција кај нив. Тие сакаат да украдат $1 од милион луѓе, затоа што тогаш никој нема нив да ги гони. Слично и со податоците. Ние ги даваме на многу места податоците. Постојат цели бизниси по светов кои што се викаат дата брокери, кои што продаваат ваши податоци. Буквално ги собрале од безброј места каде што сте ги закуцале. На колку платформи сте внесле, на колку интернет платформи сте внесле име, презиме, телефонски број, веројатно и некаква професија.
во текот, размислете, еве, граѓаните нека размислат во последните 10 години колку пати тоа го направиле. Јас се кладам дека не се ни сеќаваат колку пати тоа го направиле. Овие дата брокери сето тоа го собираат, го прочистуваат и потоа го продаваат. Тоа е, да речам, легалниот начин. Во големи наводници, во мојата лична етика, тоа е неетично и тоа е криминал, но што законот вели дека се уште имаат право да го прават тоа. Ајде уште еден вектор ќе погледнеме. Колку ни се случија инциденти веќе во Македонија во последниве години. Имавме неколку сериозни инциденти на државни институции, за кои што навистина не знаеме, бидејќи државните институции не кажаа во јавноста дали се истечени податоци, чии податоци се истечени, колку податоци се истечени. Кога ќе ги собереме овие инциденти кои што се случуваат кај нас, комбинацијата на веќе собрани податоци и податоците кои јавни ги објавуваме, например на LinkedIn, човек може да го најде и моето име, презиме, професија, историја на вработување. Многу работи може да најде за мене. Верувам и за многу други граѓани. Така да комбинација од овие малку криминал, многу криминал и работи што ние сами сме си ги дале, апсолутно може да не најдат. Многу лесно. И тоа веројатно најмногу ги буни граѓаните кога ќе им се обратите со име, презиме и професија. Затекнати сме сите, претпоставуваме дека тој кој што ни се јавува од некаква официјална институција која што ги поседува нашите податоци. Во тој контекст за крај, Божидар, како да се заштитиме? Што е она што на прва треба да ни биде сомнително или да го провериме 3 пати? Најпрво, никој, значи, да нема лажење, ова безброј пати сум го кажал, ако е нешто премногу добро да биде вистинито, не е вистинито. Никој не ви се јавува на телефон да ви каже јас ќе ви дадам пари. Да не се лажеме, значи не е тоа ни државна институција, ни банка, ни никој нема да ве молат да ви ги дадат парите. Ќе ви пратат евентуално некаков допис и ќе ви речат дојдете си на шалтер да си ја завршите работата. Така да тоа е првиот аларм дека нешто е лажно. Ако може би и речете, ајде има смисла сето ова, побарајте име и презиме на човекот кој ви се јавува институцијата, запишете ги, спуштете слушалка, не го продолжувајте разговорот во тој момент. Криминалецот сака да ве задржи на линија, сака да го контролира разговорот. Спуштете слушалка, јавете се во официјалната институција на официјален број и побарајте го тој човек. Верувам во 99,9% од сите случаи некој кој ќе ви се јави прво ќе падне од столица од смеење, а потоа ќе ви каже нема таков човек. Така да тоа е механизамот на заштита. Не верувајте и не влегувајте во разговорот. Кој сте вие? Јас сум Петко Петковски од таа и таа државна институција. Добро, благодарам. Сега ќе ви се јавам. Спуштете слушалка, јавете се на официјалната линија. Ако повторно, бидејќи се упорни овие криминалци, ви се јават, ама немојте мене да ми се јавувате, ова е таен број, жими мајка, не постои таен број. Во државна институција тајни броеви нема, за да ви вратат пари. Ајде, луѓе, да не се лажеме, колку треба сме наивни. А сме, голем дел од граѓаните се, да, токму Жал, затоа ви отворивме. Еве, затоа бев малку безобразен. Не треба да сме наивни. Но тоа ни треба, некогаш и многу искреноста ни е потребна за да ни ги отвори очите, бидејќи сајберкриминалците наоѓаат начини како да дојдат до нас и до она што ним им е потребно, а ние некако влегуваме се во поголем магичен круг верувајќи на целата таа приказна, затоа ни беше потребна овој судир со реалноста. Благодариме за тоа, Божидар, за денешното гостување во Македонија на утро, па и вака онлайн. Благодарам. Да, тоа беше и нашата тема, поврзана со сајберкриминалците и секако да извлечеме поука, да бидеме повеќе предпазливи. Не верувајте на телефонски повици, сите работи околу трансакциите и парите, извршувајте ги лично во банка на шалтер, барем во овие периоди кога се актуелни ваквите измари. И доколку некој ви се јави, ќе го повториме она што го кажа Божидар, ја прекинувате врската и се јавувате во институцијата од каде го добивате повикот. Така ќе бидете на чисто дека станува збор за измама. И запомнете, никој не ви се јавува да ви подари пари. Може да ви се јават да ве опоменат дека должите пари. А ако некој ви нуди да ви подари пари, веднаш да знаете дека тоа е чиста измама. Можеби некогаш ќе се сменат времињата, ќе добиваме пари преку телефон. Ќе живееме за тоа време, но до тогаш живееме во ова. Сега за сега е ова време.